Добре дојдовте во нов Асном. Денеска ексклузивно уште еднаш Светлана Симоновска, која требаше да иде во Австралија и ја фативме пред незиниот лет, но се случија несрекни околности, а за нас срекни, она мораше овдека да остане уште неколку дена, така да уште еднаш те фативме пред лет. Да, за некого среќа. Да, и да ти честитам, минатата емисија имаше најголем број на коментари воопшто на нашиот канал. Ние сме веќе 3 години преку 300 видеа и така натаму. Да. Значи, евоцираш многу убави хейтери. Да. Од претежно беа од Софија и имаше и од дел од Грција, ама повеќето беа од тоа мене ми се свиѓа. Баш ми е драго што си тука за да се чуе таа македонска вистина, која што не им одговара на нашите соседи кои сакаат да украдат се што е македонски, се што е наше, а све што е природно ние што си го чувствуваме како наше. Да. А се почнува со јазикот што го збориме ние. Да. Само што помина Василица и дали има нешто може да ни кажеш во врска со Василица? Да, можеме и за тој збор. Имам пишувано и поврзан со кралската титула. Самите македонски кралеви на парите што самите ги издавале, ковале, самите што ги ковале се декларирале како Василев Македонон. Значи македонски крал, цар. И јас не сум сигурна што точно може да се каже, дали е то крал или е цар Василев. Ама сепак се работи за владетел. Значењето е на тој збор. И сакав, може би, затоа што, ете така, држиме за збор за Василица, сакам нешто кажам и за Софија. Имам пишувано и за зборот Софија. Тоа ми беше многу големо за мене, лично, откритие за тој збор. Бидејќи нели го поврзуваат со мудрост. Да. Да. И нели за филозофија, самиот збор вела дека е љубов нешто, нели, сајкање за мудроста Софија. А кога ќе ги видиш, да речеме, парите кои што ја прикажуваат Атина, керката татина на Зевс, бидејќи таа се родила од главата на Зевс, според митологијата, нели, приказните, таа е татина керка на Зевс. Постојат ковани пари со нејзиниот лик, а на другата страна е прикажана една птица, која што е, бидејќи таа е божица и на мудроста, Атина е прикажана една птица која е символ на мудроста. А тоа е? Софија? Не знам. Епа, која мислиш е птица на мудроста? Мудра птица. Да. Овој Хари Потер, која птица е носи со него? Не знам. Утка, ние викаме. Аха. На руски утка е па Буф. шатка, мисле. Буф. Буф, тоа е ономатопеја, појке буф. А другото име е сова. Значи Софија е сова. И ние го имаме зборот совет. Значи, му даваш на некого мудрост, му кажеш, му даваш совет. Она што е исто така интересно е тоа што во норвешкиот јазик или скандинавските јазици сове значи да спиеш. А утката или совата е ноќна птица. Значи, тие интересни се корелации што постојат со зборовите, како се менува значењето, а сепак се поврзани имат. И изгледа дека ние имаме, например, село Зович во Мариовско, од на тој корен, и Совјани ми се чини исто има. Само не се сеќавам кај беше точно. Значи, кај нас постои тој зборот Совет, Советскиот сојуз, нели, Совет, од сова. Да. Е така да
можеме да им кажеме од каде. А иначе старото име на Софија е Средец, што значи средина, нели? Добро. Кај што се собират луѓето од сите села ќе дојдат во средината, во полето, кај било, нели? Обично во полето. И во средина е градот. Сега, латинското... Сред села. Да, во центарот, селата гравитират околу некој град. Тоа опште не... Тоа секаде така е практично. Се собират во една средина, се берат. И тоа име често го имаме Берово, Берат, се берат луѓето, Бейрут. И значи градот Средец пред да го прекрстат во Софија се викало Средец, а римјаните го викат Сердика, што е што би изгледа дека е варијација на Средец. Случајно се слични Сердика и Средец. Па има така, римските имиња се малце изменети. И Атина, како што реков, таа е татина керка, исто Ататурк, нели? Ата. Мислам дека и во словенечкиот јазик, а татко се вика Ата. Оче, нели? Ние викаме тато, честисто тата. Викат. Значи тоа за тие градови малце. Како тото пред Атина е тргнато? Па постои Ататурк, а во словенечкиот е Ата, татко. Да. Значи треба, како што веќе реков, познавање на многу јазици за да се направи споредба. И, како се развивал и еволуирал јазикот и не враќат во еден корен. До македонскиот, разбираш, како се разгранени. Како појдовна база е македонскиот, ама треба познавање многу јазици. Да. Како што реков, и значи сова веројатно потекнуваат од глаголот зови, позив. Бидејќи кога ја слушаш совата, бувот, така како да довикува. Зова. Да. Логика. Совет, како се развива зборот. Значи имаме глагол зови, па птица сова, па совет, мудрост, знаеш? Значи парите, што ја прикажува татина на парите, не знам тие кај се ковани, нели, не печателе тогаш. Дали во Атина, дали на повеќе на југ, не во вака кај нас Македонија. Како и да е, тоа некој збор за тие зборови, имиња на градовите. А сега пак да се вратиме на што рековме на Василица и самиот збор. Значи Васил е владетел, крал, цар, император. И Александар, Филип, сите се и за Клеопатра пиши таму Василиса, Василев за мажите, Македонон. Значи не Гркон, бидејќи тогаш грци немало, се кажува и најмногу можеме да се наслониме на парите, бидејќи тие секаде се наоѓаат и не можеме да ги фалсификуваме, метални се, не можеш да бришиш и Да. се појавуваат секаде. А и најраширени се и најраспространети. Да. И сега не можеш да ги контролираш. И самите владетели ги правеле. Значи тој тогаш живел, постоел и некогаш и потоа. Например за Александар, за него и по смртта има, ама пред да се роди не. Така. Логично за Александар III македонски, тој е третиот, и Филип, татко му, сите. И сега кога сме ке парите, таму оно има напишано на одредено писмо. Тоа е старогрчко или... Тоа не може да биде старогрчко, затоа што Грција не постоела тогаш и не може да има и грчко писмо. Значи тоа писмо, она што е документирано за тоа писмо, што е официјално пишан јазик, значи за целото царство, исто како денеш, значи она што имаме стандарден јазик. И сега, например, нашиот денес е земен од Приле, Битола, централниот дел на Македонија. Да. Значи земен е така, сега произволно на некој начин може да се речи малце
влијание на политика или како било, бидејќи и другите јазици се исто македонски, дали е костурски, дали е пирински, тие се македонски јазици. Ама ете, го избрале еден под некој побуди нешто. Значи, тој јазик за време на Александар, кога владеел татко му, тогаш се заснова и тој се вика коен јазик, којне, што го викаат. Што значи дека е тој скован, составен. Слично значење има и, не знам дали си слушнал, богот на медицината Асклепије. Тој составувал лекови. Тој е богот на медицината Асклепије. Нели викаме да склепа да состави. Така и овој јазик, значи, она што е документирано, не грчко, тоа е на ретроградно уведено као грчки отпосле, бидејќи Грција не постоела како држава, а овие кралеви македонските се кажувале македонски, затоа што грци не постоеле, не се тие грчки. После тоа му е накалемено од западот, од Рим, затоа тие запалиле и Александриската библиотека, за да може да ја препишат историјата. Значи, сите документи што сите податоци што ги имаме, треба да ги земаме со доза на резерва. Најверодостојни се парите, кованите и не може да се надписи, сменат и надписи, епитафи на каменот. Да. Тие се најверодостојни од тој период се и сега имам слушано дека грците и нив ги фалсификуваат, така да се мора да се земи со доза на резерва, но кога ќе се изградите на голема материја, и доаѓаш до некое ниво и веќе имаш сигурност со себе и знаеш ова изгледа дека е фалсификат, а ова држи вода. Значи, кога веќе си подкован, пак на тој зборот, кој не, што го најдобро објаснување според мене, од и луѓе некои ќе речат, кој не го знаат јазикот, секако, како што реков, кој не го збори. Точно. Тоа веќе го реков дека има слични зборови. Значи, кој и коен. Сега, ние во Западна Македонија не викаме кован, викаме коен. И оттаму е името на коњот. Бидејќи коњот е коено животно, подкоено. Значи со ковање. И затоа и во англискиот имаме coins, а тие се железни пари. И денес имаме биткоин. Да. Coins. А ние викаме кованици, коено. Ние во Западна Македонија велиме коено, се многу често в-то отпаѓа во многу зборови од Западна Македонија. Исто, например, првото. Првото без В е прото. Што значи првиот. И на некој од парите македонски пиши протон, првиот, првото. Без В. Исто ко кован, коен. Ето, например, во бугарскиот таму го нема. Тоа е западни дијалекти, значи треба познавање на дијалектите во македонски. А јас сум од таму, а ги слушав и другите и од Струмица, од секаде кога студирав тука во Македонија. Значи, имаме збор Александар тогаш. Кој? Што значи Александар? Лек. Знаеш како викаме? Ако има век, има и лек. Значи, луѓето секој здравјето ми било многу важно. Така, врачевите, свето, лечењето, здравје. Така да, јас би рекла дека е од лек, ама може би некој има подобро објаснување од каде да знам. Дар. Сепак, си извинам? Дар, Божидар. Пандар, пандара, значи пан е бог. Во чешкиот јазик пан е бог. И Богородица е вика Пани Марија. Пана е девица исто во чешкиот. Ние го имаме во Стопан, Жупан, такви зборчина, Бан во Хрватска со Б, кај шо П, Б, Банала, значи пан, владетел. И тука имаме и пан за леп. Во италијанскиот панетоне, знаеш, панини. Панцерота. А ние па имаме бог. Богата
погача. Погача од Бога. Значи, таму е пан, а овде за леп е Бог. Свето е, лебот е свет. И го делел и Александар, нели, кога бил во Персија, делеле леп, колку што се сеќавам од историјата. Не сум историчарка. И, значи, го имаме погача од Бога, леп, значи коренот е Бог, Бога, богата, погача, а италијаните на П-то станува Ф, и наместо погача велат фокача, фогача. Да. А пан на француски е леп, пан, што рековме. Значи, се гледа, семантиката си држи, значи, логично е и се објаснува добро преку македонските зборови. Но треба познавање како се расширувале јазиците, како се разгранувале. И еволуирале. Да, секако. Интересно е да се барат некои интересни зборчиња во дијалекти. Значи потоа имаме значи ковани, ковач, нели? Ковани пари, coins на англиски. Потоа има презиме како тој пејачот еврејскиот што се вика Леонид Коен. Да. Значи поврзано е веројатно, значи веројатно поврзано со тој којне јазик, затоа што Коен евреите го објаснуваат како титула поп. Конечно, поп ангел, поп нели? Поп Саздов или нели Пападополус што вика грците, значи Коен кај нив е свештеник, учено лице, што е слично на Коен, тој јазикот. А потоа имаме во чешкиот јазик за чајник вика конвице. Конвице. Отие ковано, ковнице. Ковнице и го заменале на В, конвице. А во англискиот криминалец е конвикт. Да. Отие окован. Кован. Интересно. Тој јазикот се викал којне, тоа е колку што знам е документирано. А грчко, старогрчко тоа е попосле. Грција немале држава, грчки крал, нема така. Да. Потоа за да се вратиме на Васил, значи Васил е како што често, значи во англискиот и често, значи што е работата на кралот и владетелот? Тој да влези, да стапи во сила. И тогаш е мојкен. Иначе, само на хартија или како денешниве. Во англискиот јазик, фразата за, или епитетот за полиција е law enforcement. Enforce значи во сила. На македонски. А овај се вика Василев. Сега, значи имаме предлог во сила, а после тоа можеме да го разложиме, сегментираме изборот сила на со ила. А ил е сонцето. Значи со сонцето имаш сила. Сила. И потоа имаме имиња. Во Библијата е сила. Тој бил апостол Павле, ученик негов, сила се вика. Потоа имаме најпознатиот сатир во македонската митологија се вика Силенос, Силен. Па има поетеса таму се вика Телесила. А телото е силно. Телесилата се вика. Па имаме, да речеме во којне, дрвото го вика ксило, како ксилофон, што е инструмент. Па силно е. Дрвото е цврста, силно. Материја, да речеме. Да. Значи, тоа е околу Василица, некои зборови. Сега исто, например, други именки, азилант. Сега, азилант на англиски се вика asylum. Asylum, да му дадеш, како е? Asylum? Asylum е. Asylum seeker, значи да му дадеш да. Парче хартија кај што ќе му овозможи да дојде да живее на твојата територија. Да му даеш право да престои, да harbor. Сега asylum, асилум тоа.
Значи, ако ставиме буквата Н однапред, ќе дојде насилум. А ние имаме то на крајот, тие се остатоци од инструменталниот падеж. Како што викаме ничкум, милум, силум, насилум, асайлум, да. Крадешкум, тие се остатоци од инструменталот. Значи, македонскиот имал порано падежи и се гледа во некои места остатоци од падежите. Например, сега ние го виде падеж. љубета. Љубета е акузатив. Да, сега не. Ама во именки... Зошто немаме падеж? Не, зашто некои јазици има, некои нема. Ја како има некое верување дека треба јазикот да е стар, за да се тргнат падежите, еволуира. затоа што он еволуира и како што еволуира, падежите се отпаѓаат. Има таква логика. И потребно е 7000 години за да падежите отпаднат од јазикот. Падежите се присутни уште во песни ваму, се остатоци, значи како ги викаме анархоронизм, не. Да. Археизми, Анахронизм. Не, архаизми, Архаизми, да. Старо архаизми. Да. Милум силум, асайлум. Да. Па имаме зелот и може би велоситет. Velocity на англиски, нели? Брзина и Да. Силовито. Некои зборови се измешани буквите, интересно е. Ама има логика. Velocity е сила, брзина. Да. Ама е останат во имиња, сила, значи постојат Васил, имиња лични, Силеносови. И мислам дека имаше нешто као за минерал Силенос, нешто. Некој го зема. Селен. Да, силен, да. Мислам дека Силен. И тоа од таму потекнуваат. Така за Василица. Име Васил, но и титула. Да, и Александар така е напишан како Василев Македонецон. Да. Потоа можеме некои други зборчина, не знам колку има. Нешто Патер, да, за Патер сакаше нешто? Да. Имавме еден мене интересен paternity, patriarchal. Да, patriarchal. Да. Сега, тука ми помогна чешкиот јазик, биде како некои зборови кои што убаво го објаснува, дава дескрипција за улогата и функцијата на таткото. Било за да најде храна. Да донеси, ние викаме тате носи, мама меси, нели? Изреката и оттаму е и она папа. Нели? И она папа, кога заминува, да донеси папо, јадење. И папата слично на 249 таму беше нешто. Да. Значи, тоа се враќа веројатно назад на зборот пат, да, на пат, улица, пат. На англиски е path. Истиот збор, како македонскиот. Сега, чесите викаат за бара, патрит, ми се чини таму, патрат, и вика за полициско патрање, тоа значи да бара полицајците некого криминалец, полициске патрање и патрола е сличен значење, слична улога како ова патрат. Потоа има опатрит, да снабдит, значи опатрит, да снабдит, значи таткото да снабди храна, значи има логика, знаеш. И уште опатрње, што значи внимателно. Затоа што сепак кога одиме било опасно лов или нели, ловеле животни и опатрени, како све на патр на тој збор. И за мене лично многу убаво опишување со многу глаголи и зборови околу таткото што работи, што му била функцијата, да донеси храна,
А мајката да ја сготви. Не се враќаме илјадници години, и кога биле ловци, веројатно. Значи, интересно е. Бидејќи вика опатрње, а опатрње е внимателно. Значи, тоа асоцира на лов. Може да го поврзиме и пред неолитот, пред земјоделието, кога, бидејќи не секаде, нели, некаде се номади. И тој збор е наш номад. Што Човек, значи? човек што нема дом, номад. Зборот нема го имаме и во зборот анемија. Нели, значи нешто што нема, железо, крв, значи пак доаѓа од зборот нема, што немаш анемија, анемичен. И има и топоним место, Немеја. Имаме и село во тука Неманци се вика. И немци, нели, ги вика, може да би нем, а и да нема. Нема јазик, тоа е слично, нели? И ова Ана Комнена ги спомнува немци во книгата, што е интересно. Да, немачка. Да, немци така ги спомнува. Зашто се така наречени? Па или од неми, така им делувале, така ја знам. Ние па некош викаме за грците дека грча, нели? И такви гласови прават кога зборуваат. Кај нас тие ги нема. Арапските јазици имат, значи имат гласови букви што ние ги немаме, различни се. Потоа, например, топоними. Добре, еве. Ова мене за патер, пат. Да, коренот па се шири, да. Path е на англиски. Path е на англиски, ТХ. Да, path. TH. Да. Тоа е интересно, беше едното со другото. Кој е као пат, road. Да, и road, и street. Ама базата, да. Да, па интересно, извини. Пат е некоја, значи, тоа пред да се направи пат или па... Патека. Пат. Да. Значи, тоа се постапките на луѓето како иделе, она направат патека и тоа е пат. Да, и патики. Патики, да. Јака. Нашиот јазик, да, функционира, можеш да го најдиш коренот на зборовите. Во англискиот земат од ваму таму све собират и не може да дадат од латинскиот. Но мене ми беше исто интересно, например, pasture. Да. Pasture е на англиски, значи за пасење. Да, тие се пак. Тие Rolling Hills и само има зелено, каде што можат стоката да пасе. Да. И отаму е паспорт. Затоа што според моето толкување, например, да, пастир. Значи тој пасачот, нели, што паси. Имаше една и од пасив, има една Грација се вика пасите, нешто, пасел. Значи, овие овците, кога ги пасат, се многу незгодни, бидејќи тие не застануваат, тие само врват, pass through. Да. Така имам слушано, многу се незгодни, само одат, само pass. They just walk, they just go. Да. Но тоа е точно така. И плюс имаме куче, нели, пас. Ги паси овците. Значи, нашиот јазик е логичен. Пес, да. Да, пес са пасови, викат србите. Пас. И чесите ми се чини пас, да. Да, пси, пас. Па поврзане со нели, ги чуват овците, ги паси. Пасче, пасторално. Да, и сега, например, ни се враќа пасторално, како странски. Како странски збор ни се враќа пасторално. Па добро, пастрема, да, би требало пак да е поврзано со овците, со пасење, и плюс евреите имаат слава за Великден, го вика Пасова, Пасха. Да. И да, и поврзане со јагне таму, само не можам да се сетам, ама да, пак е поврзано со Пасха, со жртва, со јагниња напролет. Сега, во англискиот вика graze. Значи, овците they graze. А тоа е
Слично Тоа е да ја јадат Да. тревата. да ја гризат. Да. Да, грейз. Мгм. Да ја гризат. Гриз. Да. Грейз. Па да гризат. Okay, makes sense. You know. Да. Why not? Сега, значи во англискиот има некои, што се слични Тоа на grazing македонски. е баш кога ќе ја изеде тревата да е многу мала. Тоа значи уствари на англиски grazing. Да, и така некои Да. животни ми се чини овците така Мгм. прават. Кравите се Не подруги. е само да ја яде од тревата, него да ја баш да ја многу. на нула да ја стави, Да. што се вика. Па имаше еден цртан со Pink Panther и овцата. Како е. Е шишот. Да, многу ниско. Се. Да, тие ниско јадат, а кравата не толку, а овие чистато да. голуват. Да, ниско. Сега dream е сличен сон, Сон. сличен е на македонскиот дремка, дрем. Мгм. Назираш. А rain е, ние викаме врни. А врни уствари кога водата се враќа. А во источните говори, диалекти македонски, вика врни се. Нели? И да се врати, тоа е поврзано со реката Еуфрат. Се врати водата, да. Знаеш, некогаш понорници имат, пропаѓат, па излегуваат. Просто зборуваат за рециклација, знаеш. Во круг водата. Се врати, Еуфрат. Се врати. И имаше на река во Брно, ми се чини, се вика свратка. Се врати се врати. А rain, врни, се враќа водата. Има смисла. Англичаните rain, врни, rain. Drops се капки, така? Да. Дробни, ситни. Друг збор за ситно е дробно. Често вика ситни пари, во чешки е дробне пенизе пари. Drops. Да, drops е тој мали делчиња која Да, отпадоци. дробни. Може за многу работи да асоциира. Сега да речеме некој што се зборови од Крие, например. Крие, имаме остров Крит. Да се скрити се, нели? Според митологијата таму бил скриен Зевс. Од тој татко му сите деца ги јадел и овој Зевс избегал, се скрил во Крит. Сега од тој корен Крие имаме многу зборови, апокрифни, тоа се скриени книги, Кришна во Ведите. Сега она што го викаме грчки или којне или тие на пример викат за злато Хриси, нели таму. А тоа е уствари крие. Златото го криеме, нели? Логично. Исто така за ладно вика крио. Па кога е ладно сите бегат, се скриват. Крио, како и предлог е во некои зборови, не ми текнуват сега, криотерапија, нешто со ладно. Овие честите викат за стаорец криса. Се крие, знаеш, бега, се крие, се криса. Така да има крипта, земја. Како беше ова? И сега крипти, нели со биткоин? Криптовалута. Крипто, скриена крипто. Да. Крипто. Па крипто скриено, просто, значи се враќа на тоа значење што кај нас крие, одговара. Скриено нешто. Да. Тера, нели ние викаме тера и оди, теорија. Значи кога имаш ти теорија, значи имаш некоја замисла и си тераш по тој пат си таа теорија. Или па зборот терапија. Тоа нели зборувавме за медот, дека го засладувале лекот, а тој горчел. И овие го терат да пие. Тој или таа неќе да пие и тие терапија го тера да пие.
Разбираш, потоа Дај на деца терапија. Не, не да сакам терај. тера да пие. И нели пие го имаме и тој во опиум, нели зборот опијати. Опи и ум. Да, Опиум. Да, одговара опиум и го Опи имаме. го умот. Да. Ти опиум семи ке виш ке ти го опи умот. Да. Ќе ти го испие умот. Да. Да, логично. Па Инопион, така како се викаше тој богот синот на Дион. Ино ти е вино, инопион. Тоа е името. Инопион. Што значи тоа? Вино, без првата буква, вино, да. А италијаните вика вино. Епа, нели како е она песна на Виена. Виното се вие. Мислам, лозата се вие, таа е лаза. И сега, значи, зборот вие го имаме многу зборови. Свила. Затоа што самата таа буба се свиела, се свие, се завива. И свила, свиено. Потоа, афион. Завион, така ко топки се завиени, афион, завиен, вие. Има зборови на завиено, виено, виена лоза, вино. Значи, други, да. Терапија е сега да речеме, имаме територија. Територија е латински збор. Таму ама пак се враќа на нашиот македонски збор тера, затоа што во земјата, кога ќе се посадиме нешто, тоа ќе потера. Ќе тера. Нели вика, пиперот потера. Тера. А и ние можеме да речеме тераме по земјата. Терај, одај. Значи, многу зборо има на тера. Теорија, како што реков. А што значи тера? Потера. Тера. Значи да тера, да изврати. одиш, да. А потоа во источните дијалекти вика кара. А тоа е слично како кола, кароца, нели, ови италијани. Тука го имам исто во книгата. Car. Значи, да искара, да кара. Кај нас е друго нешто значи, да се караш, нели? А кај нив истиот збор, хормоним. Да, колата, кара, chariot, карат, car, тера, кароца. Потоа мозаик, например, тоа е од мозаик е нешто што личи на мозокот, нели? И она целото е шарено. Подсетува на мозаик. Таласа викат за морето, го викат таласа, а кај нас значи бранови. Значи, истите зборови малце подруго значат. Исто селена. Ние вселената викаме. Да. А всушност земјата е зелена боја, природа. А во којне е месечина. Месечина. А месечината во вселената. Давид? Да, имаше за името Давид, мислиш на името? Да, од па види. Има смисла, така одговара да види. Има и демокраси. Тоа е во јас кога живеев во Канада ми уча дека е грчки збор. Демократ. Па ја мислам дека па добро, например, крати, нели, имаме и град Кратово. Да. Да, како корен, скратит, па и овај сократење, таму го гледам истиот корен крат, така да се препознава, мислам, наши зборој. Сега, јас, например, го поврзав Сократ во смисла сократење и директно стигнува до приказната, не сака доколу многу да шета, туку директно на темата, на суштината. А демос, ја би рекла дека е домашно од наши луѓе, домашни, значи тоа е синоним, друг збор, семантика за луѓе, за дома. А доместик
волантистскиот постои доместик, домашно. Домашно. Да. А домашно би требало да е домот, каде што си дома. А ма е мајката. Дома. Ма. Тома. Томас. Тома. Има имиња така што личат како зборот за мајка. Мартин, Матин, син. Томас, ма. Има и тата, како што рековме за Атина, татина, керка. Тата. Emigration. Епа, тоа е како она изборот греда. Во егејските диалекти го има зборот греда, кај што одиш. И градација. Па да, emigration го гледав таму во латинската верзија и го препознав зборот градација, тоа што викам. И да одиш, да се движи температурата, се греда, се движи. Тие грејат, изгреја. Го имат тој глагол, вика греда, идат. Гредат. Да? Да, не ги знаеш ти. Не ги знам. Значи, тие зборови ги имат и во пустец, таму го користат во преспанските диалекти, наречја, и дали лерински, костурски, гредат, идат, греда, се движат. Миграција, греда. Да. Градација. Да, градација, да. Мора да биде раздвижено од една на друга. Да, оди, се движи температурата, се движи, да. Значи, тоа е семантика на движење. Потоа имаме мува, која што се мува, се движи, мовитост и мобилност. Недвижнини, мовитост на чески е немовитост. Немовитост е недвижнини. Не се мува, не се движи. Movies, така да, движење, се муваш овде. Ми се муваш, ми се движиш. Motion picture, movies. Се муват, се движат. А овие вика немовитост, недвижнини за имот, нели? Потоа, например, кердоса. Грците вика дека кај нив е профит, а тој збор е од зборот крдо. Оттаму се и курдите. Значи, тие се номади, луѓе со стока, сточари. И крдо е име за стадо. Си го слушнал? Крдо? Да. И на англиски herd. Крдо, herd. Herd е сега... Мислам и на хрватски е крдо. Да, и на чешки го постои. Крдо, како го викат, долго има тие. Сега, кердоса е да се крдосаш, да имаш крдо, да имаш богатство. И во грчкиот денес е профит, значи добивка. Порано, нели зборувавме за стока, стокол. Да. И крдо. Gladiator. Gladiator. Да. Гладиатор. Значи, гладиатор што е специфично? Тој се бори, така? Се бори со нож. Да. А ножот е остар и глаток. Треба да е остар, глаток. Да сече. Гладко да истече главата. Да. Тоа му е главното оружје. Да. Ножот, мечот. Значи, треба да е глаток. Во латинските... Sorry? Harmony. Рамно, да. Рамнина, да. Во латинските морал. Тоа што мораш, нели? Ние викаме мора и морално, нели? Нешто што е етички. Сега, етика е од метика, ме засега. Тоа не е во нашиот јазик, во чешкиот го имат и во српскиот исто. Да, ме тиче, нели? Ме тикат на чешки тикат ме засега. Да, ми значи етика, тематика, значи те засега нешто. А морал? Значи мората, да. Ами сакал некел, мораш. Немаш избор. Да,
Значи, она што го правиш без да Ми сакаш, фали што тоа морал. у Македонија. No. Краде потоа од државата. Калкулатор, што е калкулација, calculate на англиски, значи тоа е глагол да пресметуваш Да. и да дознаеш што? Да дознаеш? Колку? Да. Мгм. Што е суштина да дознаеш колку? 2, 3, колку се? А? Да. Колку да. Да. Комуникација, да речеме комуникација командант таму, значи кому? Кому да му кажеш, кому да му се обратиш, командант, кому? Во тој смисол. Кому? Датив. Како да, кому му рече хуман. Хуман е човек, пошто се разликува човекот од животните? Хуманоста. По умен. Уман. Србите вика уман. Умен. Уман. Биди умен. Да. Умен. Воведите, наумние имаме, нели, името заум, да. Па потоа разум. Хистерија. Добро, тоа беше тера, истера, да, да, тера. Па Хистероктоми. Истера. да, истера. Да. Затоа што Значи, жените кога се пораѓаат, они се хистерија, значи они викаат. мора да истера, Да, го истера плодот. Да. Мгм. Точно. Пак со тера. Да. Територијата тера. Истера, терапија, Да, терапија, многу зборови, да, тера. А тоа е доста специфичен македонски збор, тера. Терај. Ни се тера, ни се води. Да, ни се води, ни се А тера. зошто па води? Води, вода. Да, Води, вода- оди, да, оди. Да, Еводиос има име. Во Библијата го имам најдено и тука го имам запишано. Значи можеш многу да најдеш по интернетов. Сега кога енмеш се работи? е мрежа, енмеш на англиски меш, sorry. Да. Е мрежа, Кога се работи за којнето, да. што ќе ни кажеш што е нешто интересно? Па овие зборовите има и други како ковчег, coffers, ковани работи, а исто и клептоманија, знаеш, зборот? Да. Абе, клептоман. Да, Крадец. да. А чека, клепто, како е тогаш? Па тоа е поврзано. Например, грците викат и лефта за пари. Клепто, поврзано е со пари, со крадење. Затоа што парите кога ги ковале, ги клепале, ги удирале. Железни. Клепа камбаната, викаме, удира. Например, кога ги правиле, колку што се разбира, парите, имам видено некога, во Чешка имаше некаде и знаеш, и удира со чекан, и ги удира, клепа. И од тоа удира, неутрално, не утира. Значи, кога удира, клепа, удира, клепа е да удира. Тоа е друг синоним за удира. И потоа имаме и мах, мава. И од тој маха има многу зборови, во грчкиот ја вика махаон, гигантомахија, значи гигантите во митологијата се бореле, и махија, мавање. Карпош. Да, карпа, тој збор има Карпатос остров во Грција, во Егејското море, ги имаме Карпатите, од кај што сме паднале. Тоа е многу интересно, за свилата. Например, тоа што зборува свилената. Според она приказната што е дојдена до нас, свилата е украдена од Кина. Во 5 век. Сега, во 5 век, 6 век, кога владеел Јустинијан. Јустинијан што е од Скопје. И сега на кого владел, кога било празно тука, никој не живеле, сите антички македонци изумреле, според официјалната верзија на историјата, кога дошле словените, никој не видел. Македонците отишле до Индија, за зборот Индија, отишле до Индија. Што значи Индија? Па, според моето толкување, тоа е место што е далеку
Јинде. Често има збор јинде. Где? Каде? Јинде, јинди далеку. Некаде на како инаку. Где? Јинде. Има збор. Јинде далеку, да, место. Што одговара? Е далеку, Индија. Сега македонците отишле до Индија, ама тука не успеале да преживеат на македонскиот полуостров кој што бил најплоден во светот со Египет. Нема никаква логика. Да Некој да изумреле. бега од овдека. А тука има храна, вода, сонце, плодна земја. Точно. А Баш. тогаш немаме ние цивилизација, индустриализација, па сега Да. автоматизација и така нека работи, него луѓето од земјата и од стоката Да, била живееле. многу богата, плодна земја и нема причина. Кај нас не ни имало некои големи гладој нешто како што има во некои земји. Тука и не знам и немало ни ледено време на бидејќи во централна и северна Европа пред 7000 пред колку илјади години имало и мраз, нели, ледено време. Да. Сега Јустинијан ја украле свилата од Кина и сега кој ја произведувал? Ние имавме свила до пред 50 години после Втората светска војна, се уште се произведуваше во Македонија свила и во воденските носи женски градски се свилени. Значи, во Вландово свилара имаше и се уште се вика, ми се чини. Сега, како научиле, ако биле Словени и дошле во 6 век, кој ги научил да прават свила? Сите македонци изумреле, античките. И што знале? Никој немало тука. И овие како научиле да прават свила, затоа што тие, според приказната, Јустинијан пратил калуѓери во Кина да украдат свилени буби, да научат да пренесат технологија, нели, направење свила и ги скриле во бамбус, не знам шо, и ги донеле. Да речеме, тоа е вистина, таа приказна, и тоа е првата еспионажа, индустријска шпионажа донесени и не знам кој тука биле, кој ги изградил сета Софија, знаеш, кога во Македонија немало антички, се изумреле и словените дошле и никој не нашле, во тој смисол. Како научиле да прават свила? Ја најдов еден збор liberty. Па, либоволње. Че имате еден збор за слободно, либоволње, и за месо вика нешто така, да. Light е, да. Лабаво, да. И ова елабе. Лабилна личност. Да. Елба е реката во Германија. Да. Тие германците вика елба, а чесите вика лабе. Значи полека изгледа, знаеш, она пловна, не е брза. Да. Има, например, во Албанија Вјоса, што вјаса, што е брза река. Таму имам ставено. А ова е лабе, е лаба. И така, апетит, нели викаме за апетит, тоа е како латински збор. И уствари викаме добар апетит, да си апнеш. Апетит, да си апнеш. Значи, од апни си и го имат во април месец, затоа што април е месец на пчели, кој што исто... Апнат. Да, и тие касаат, и можат да те апнат, да те каснат. И... Затоа е април? Па да, затоа што чесите, например, вела за месец мај кветен. Кветен е цветен. Да. Кога може овај да е цветен, ова е на пчели. Да. Потоа има дубен, или дап и така натака. А исто така науката за пчеларство се вика апикултура. И апекс е врвот осилото. Апекс врвот осило. Тоа те апе. Па да, пчелата апе. Април. Да. Интересни. Апетит. Меридијан? Да, мери го зборувавме, мери та Мерит систем, да. па мериден.
мериден, ги мери деновите, часовите. Французите имат котиден, што е катаден. И грци не вика катамерини, тие па вика мера за ден, калимера, мериден. Така да се вртит зборовите. Да. Доста многу поврзаност има едни со други. Да. И коренот им е сличен или... Сега, кога не го знаеш потеклото и можеш да сгрешиш. Острови во Лемнос, Кос, крв е... Италијаните го вика Корфу. Значи, сепак доаѓа од крв. Тоа е поврзано со митологијата. Родос, нели? Па и Пелопонез го викат Мореја. Значи, во морето. Значи, има доста зборови на море. Сега, да речеме, кардиологија. И карди е срце, а срцето се наоѓа под градите. Гради. Изведено би требало да е. Под градите се е срцето. Дентално, нели викаме за заби. Сега например, вилушка, кога јадиш, ќе наденеш. Да. Вилушка. А забите ги викаме Ден. се наредени на што? На вилица. Вилушка, вилица и ден. Значи, надени, дентал. И оттаму исто trident. Trident, Три. yes, од Посейдон. И тој како вилушка. Да. Дени. Trident го викат, тридент од Посейдон. Трозабец ние го викаме. На англиски е trident. Да. Надени. Вилушката, нели, наденува. А на англиски за вилушка па се вика fork. Што е поврзано со латински, таму италијански форкета, fork. Сега во македонскиот јазик ние имаме, кога предат жените, имат фурка. Fork, а фуркана е како вилушка, така има гранки. Да, forket, фурка. И тука К наставка нашата, што постои. А фуркана е како така, како фолк. Личи. Има села. Фурка. Пред Деран. Да. 10 Фолк, да. Па барат така, например, за фуркана со гранки, така како, баш како trident, како ова трозабец изгледат и само што е за обано. 3 дене. Trident. Да, вила, трозабец, вила на дени, вилици, дент, заби. So it's interesting. Или дерматологија, нели, кожата. А што и правиме на кожата на животните? Ке го заколиш и ке му ја Одереш. Да, дериме кожа. Дериме. Дерматологија. И како се извртиле, знаеш, и затоа треба да размислуваш, да поврзуваш работи. Да гледаш слики. Асоциација. Да го и да знаеш, еве, например, Самар, она што зборував и во Библијата, го има и Самарија во ваму. Треба да си бил в село, каде што Самарот е дрвен и носеле, нели, товари со нив. Има слама од Има, да, перничина и тие се полни со сламар. Да, сламарица има за лежење, затоа што дрвен е и многу е непријатен на животните. Има перничиња полни со сламар. И тоа го има во Самарија и кола имаше и ваму во Самара, Гратево, затоа што тие се номади со коњи, се селат степи, така, многу таму што живеат во Русија, во тие делови се номади, во степи, суво, не е ко Македонија, све што расти. А што значи степа? Ступњево, може висина некоја.
Па то го имат кај ведите, кај тие, само не ми текнува зборот. Као светилиште, темпл, нели? Не, Храм. да. Да. Ја само знам дека они се поврзани генетски со тие што се племиња некои во Канада. И тоа make sense, зашто Bering Straits Да, точно е. замрзнат и можеле да одат. Може, не е многу долго, 80 колку е километри, Да. за 2 дена со трип. И они замрзнуваат во зима и Да, тоа е да. природна Да. теснец кој што ќе може Пат, да понт. да. И знам Елес кога бев во понт. Канада, тие, значи генетски од тие од степите од Русија, Јакутија и Да. тие делови, Да. луѓето што живеат се генетски поврзани со Да. луѓето во Канада. И она што кажува дека Колумбус ја открил Америка, не е баш точно во Не. Не. во тие делови. Не. Знаеш. Не, јака, да, мене ми беше тоа откровење кога бев во Канада, кога учев таму. Да. Кој откапа, тука имало луѓе, вики, имало Да. цивилизација, си имало се. Да. Никој нас не открил. Они би се дошлјаци, вика, Да. дошле белците тука и направиле тоа што Да. направиле. Викаше и за сатрап. Да, исто. сатрап. Па со трап, да, наши зборој. Кажи ми Со за крај имот, за којното, како ние, дали има некој остаток, колку букви биле, колку гласови и така натаму. Мијате надписите што се, јас, еве, како што гледаш, овие многу зборови тука што ги разложивме, што ги... Просто тој е за време као скован јазик, колку што знам, за царството, за да може да се комуницира. да, на големи простори. Мислам, реформи. И ние имавме обновување. Види, јазикот, например, застаруваат, како латинскиот, знаеш, она е треба да биде во текст, Да. Ама сепак зборовите се стари, илјадници години, мутираат, се менуваат, ама корењата, еве, ги гледаме како истите зборови. Како се поврзани едни Да. со други. Крипто, ново, а тоа скриено, да. Coins, биткоин, коенов, кованици, нели? Тоа презиме во Унгарија сите Ковач, Лазло Ковач. Ама тоа крипто е, ние го разбираме како да е скриено. Да. Оти е крипто. Ко морално, Да. ко тој филм вика морално беше. Да. Знаеш, она тој зборот како е стабилно, например, као латинско. А што е стабилно? Дрвото е стабилно, стаблото е стабилно. Има логика. Значи, овие зборо така стрес, мислиш дека е странски, пасторално, знаеш, Пасторално? Па да, од пасење, и пастрама, да, би требало да е поврзано Бетовен со... има напишано пасторала, така? Да, странско пастир. Па со пасење, со овците, со поврзано. Па други зборови за јагне, за разни, овие, например, јагне го вика арно во грчкиот, или, например, коза е поврзана со карпи, Capricorn, нели? Тоа е коза на латински капри. А тие се... Идат на карпите Да. и... Да. И се качуваат, или се качи, а на грчки коза е каци. Кацика. Се качува, таму нема ч. И се качи на карпи. Капри, да. И Карпатите се старо име, и Карпатос имат Карпократ, тука имам запишано, бидејќи по интернет све ќе најдиш, од Александрија е научник, значи на тој збор Карпа има, и тој е многу специфичен македонски збор, Добро. или па Пулисе. Ајде. Кај, значи, на англиски учени, како се вика зеница? Pupil. Се пулис со нив. И people, и public, opulent, Да, opulent. Му се пулиш, Да. често вика диви се,
да се пулиш, да. Дивали имат Во ма Дивали е светла. Да, и На Индис- диван, Во Индија е Дивали, тоа. дивали, нели се имаат диви. фестивал Па се of гледа lights. Да. во светлото се гледа, иначе во темницен се гледа. Мгм. Диван. Седиш на диван и гледаш, се дивиш, но гледаш. Значи, пули се, тоа е многу, и од егејските говори, многу го користа, се пулиш, да. Не знам дали го има ни во српски. Значи, тие се многу специфични македонски збор. Pupil, people, public, поврзано со гледање, да. Ученици, pupil се пули во учителката, во учителот. слуша. Да. Публика се пули. Pupil, ама тоа се мали деца, pupils, што се за ученици. Па и Од публика, прво до пето, така Да. нешто. и публиката се пули, а потоа имаме, викаме и сеир, што е слично на си. Мгм. А како па сеир е... Па се пули се сеир. Аха. Пак е поврзано со гледање. Имат сеир, како беше таму. Гледат сеир, ништо не прават, само се пулат, гледат. И се зезат. Да, и има Сеир е места. кога... Има и пула место, нели? И Апулија во Италија, да. Пулија. Пула, да, во Хрватска. Белвју, нели? Вју, да видиш убаво нешто, се пулиш, да. Опули Супер. се. Да. Светлана, фала ти многу. И мене. Драго ми е дека го испушти авионот. Шо да прави покрај? Да, али се надевам дека утре ќе леташ. Да, Да. се надевам. Па види, имаме Zoom, па се надевам Да. ќе направи ќе Концепт за некои други зборчиња. Апсолутно. Знаеш, да. ако Од има од тука колку 500 страни се скоро на 360, да. 400. па некаде 800 збора, знаеш, на еден корен има и места како Карпато, Скарпи, Карпатите, знаеш, Се е има поврзано, логички. Да, И се гледа тоа. И животното на карп, да, да, логика. капричиоза. Да, странски свар. Фала ти многу што најде време да дојдеш уште еднаш. Се надевам ќе го скршиш рекордот наш преку 250 коментари, многу хейтери и тоа многу убаво што доаѓаат. Демократија. Да, демократија. Знаеме дека ние македонците сме трн у око на многу, меѓутоа Торн. Да. Наша задача е да бидеме трни нашата вистина и нашата перспектива да се Да. прикаже. Не само другите за нас да зборуваат. Да. И тоа е наша цел овдека. И ние да си ја цело дека кажеме нашата приказна. си ја кажеме нашата македонската вистина. Тоа е нашата цел овдека во Нов Асном и идеме понатаму. Така е, да, само напред. Фала ти многу. Ќе бидеме во контакт. Благодарам што ме следевте во овој прекрасен разговор со Светлана. Ди пожелам среќен лет и следниот пат се надевам преку Zoom од Австралија. Поздрав!